Од утре полициски час во цела држава. Со оглед на пристигањето на третиот бран, а со тоа и наглото зголемување на бројките, од утре на територијата на цела држава ќе има полициски час од 22 часот до 5 наутро. А здравствените власти предлагаат да трае 2 недели, пошто ќе се разгледува повторно и анализира епидемиолошката состојба. Струмичани со поделено мислење. Што мислите, се согласувате ли со воведувањето на полициски час од утре од 22 часот до 5 наутро? Мислите ли дека ќе се смени нешто? Моje мислење е дека нема ништо да се смени, поради тоа што народот ќе биде затворен од 22 часот до 5 часот и затоа не гледам некоја причина за да има полициски час. Па според моето мислење, мислам дека нема да смени ништо, бидејќи кафичите, ресторантите, како што знаеме, работат до 21 часот, се преполни, а потоа дали ќе има полициски час или ќе нема, се едно. Мислам дека поголем дел од граѓаните веќе се дома, можеби да, има мала група на граѓани кои се собираат по паркови, по викендици и слично, ама ајде да видиме што ќе ни покаже времето. Така, нели мислите дека со затворањето од 22 до 5 часот можеби ќе се намали бројот на заболени? Тие 2 недели што ги предвидуваат да биде полициски? Па, можеби да, можеби, ама сепак не сум за воведување на полициски час, па ќе видиме што ќе покажат бројките во наредниот период. Може. Мислите ли дека ова ќе смени нешто? А треба и повеќе сати, не тие се малку. 5 до 5. Порано свак, посак. Кој е вашето мислење? Во мислење од 5 до 5. Најпаметно оти после 9 до 9 работат капањите. А младините дема дека и да се збира. Што право децата цел ден на онлайн. Малку сакат и воздух. А они не идеат на воздух, се будат по кафичите. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека целта на воведувањето на полицискиот час е да се намали движењето во вечерните часови после затворањето на угостителските објекти. Сведоци сме дека младите се собираат и во вечерните часови на јавните површини, не се носат маските и очигледно е дека британскиот сој, кој е се поприсутен кај нас, над 70% и очигледно го прави своето. Полицискиот час нема да се однесува и на лицата кои имаат потреба од итна медицинска помош, на лицата во животно загрозувачка состојба и лицата кои одат на дијализа.